Вака ќе изгледа гласачкото ливче за првиот круг од претседателските избори на кои ќе се соочат 7 кандидати за врвната позиција во земјава. Така пресече денешната жребка што се одржа во Државната изборна комисија. Број 1 ќе биде актуелниот шеф на државата Стево Пендаровски. Број 2 главниот негов предизвикувач Гордана Силјановска-Давкова, зад која застана опозицијската ВМРО ДПМН. Трет на ливчето ќе биде актуелниот градоначалник на Карпош и лидер на Гром Стефчо Јакимовски, кој од минатата седмица се наоѓа на американската црна листа. Број 4 е кандидатот на ДУИ Бујар Османи, кој речиси 4 години на чело на македонската дипломатија. До него под број 5 е професорката Билјана Ванковска, која има поддршката на левица. Број 6 е кандидатот на опозицијскиот блок на партиите на албанците, градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Последната 7 позиција е за првиот човек на знами градоначалник на Куманово, Максим Димитриевски. Интересно е дека на позициите 1 и 2, еден до друг, се двајцата кандидати кои се сметаат за фаворити за функцијата председател, Пендаровски и Силјановска-Давкова. Со извршената ждребка е утврден редоследот на листите на кандидати за председател на државата. Редоследот на листата ќе биде следниот. Под број 1 Стево Пендаровски, број 2 Гордана Силјановска-Давкова, број 3 Стефчо Јакимовски, број 4 Бујар Османи, број 5 Билјана Ванковска-Цветковска, број 6 Арбен Таравари и број 7 Максим Димитриевски. Паралелно со подготовките за претседателските, партиите се спремаат и за парламентарните избори. Денеска во Тетово Европскиот фронт, коалиција предводена од владеачката ДУИ, се окрупни со ДПА на Мендух Тачи и со партијата на Аријанит Хоџа. Според лидерот на ДУИ, наскоро се очекува и приклучување на крилото од Алијанса за албанците предводено од Зијадин Села. Ахмети во настапот порача дека денешниот настан е и продолжување на соработката почната уште во времето на поранишниот лидер на ДПА Арбен Џафери. Нашето денешно пријателство значи продолжување на соработката што започнавме со Арбен Џафери. Денеска го продолжуваме националното патување. Овој фронт нема лични интереси, туку национални интереси. Изминатиот викенд најголемата владеачка партија СДСМ ги презентираше носителите на претеничките листи, а главната опозицијска партија ВМРО ДПМН ја објави изборната програма. Партиските структури веќе наголемо се подготвуваат за претседателските и за парламентарните избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.